Почитувани дами и господа, драги пријатели, драги љубители на храната, ви посакуваме срдечно да добре дојде овде на овој прекрасен Кањон Матка, во овој прекрасен ресторан, заедно да се дружиме на првата регионална конференција за храна Food Talk Македонија. Food Talk Македонија е во организација на најтиражните кулинарски списанија Бабина кујна, испрати рецепти, торти и колачи кои се во собственост на компанијата Color Media. Инак може аплауз за поддршка. Така. Инаку Color Media е дел од групацијата на најголемата издавачка куќа на Балканот Color Press Group со седиште во Нови Сад. Веднаш на почетокот на конференцијата ќе го поканам председателот на компанијата за да ја отвори. Власт. Kad sam dolazio, rekao sam da očigledno nije pravljeno po mojim merama, pa će preći ovde. Želim sve da vas pozdravim. Uvek je super biti stvarno u Makedoniji, u Skoplju. Pre nekih 6 godina smo na ovom jezeru imali jednu proslavu. Pre nekih 13 godina smo počeli da radimo u Makedoniji. Radili smo magazine, portal Babina i zdravlje i evo sad prvi put radimo jednu konferenciju. Food Talk je počeo kao format kulinarske konferencije pre 3 godine u Novom Sadu na Salašu 137. Imali smo, da kažem, tu sreću i zadovoljstvo da ugostimo gospodina Olivera Mlakara i Stevu Karapanđu, koji su bili čuveni duet iz 70. i 80. godina iz Male tajne velikih majstora kuhinje. I posrećio vam se, zaista konferencija je uspešna, ove godine održana 3. put. Ako o hrani pričamo i o dobrim vinima, zaista Makedonija je prva asocijacija i drago mi je što je prva republika nakon Srbije, nakon Novog Sada u kojoj radimo Food Talk, nije ni Bosna, ni Hrvatska, nego upravo Makedonija. Želim vam želim i vama i sebi da danas nešto novo čujemo, naučimo, što od makedonskih, što od regionalnih i eksperata i zvezda i pre svega da dobro jedemo i dobro se zabavimo. Hvala vam. Благодариме на господина Чобан за прекрасното добре дојде, за сите присутни, а што ќе се случува на ова прва регионална конференција за храна Food Talk Македонија. Ке имаме 6 панел дискусии и 2 кейс студии. Програмата е богата, придружена со повеќе демонстрации во живо. Ке се приготвуваат различни јадења, но пред да почнеме со првиот панел, важно е да кажеме со чија помош се одржува оваа конференција. Да ги поздравиме нашите пријатели. Еден од главните спонзори е компанијата Подравка. Оваа компанија денес е една од најголемите прехранбени компании во овој дел од Европа. Освен во Хрватска и во соседните земји, Подравка своите производи ги продава низ целиот свет. Така што оваа компанија ги продава своите производи и во Африка, Азија, Австралија, Русија, САД, Канада и Блискиот Исток. Еден аплауз ве молам за Подравка. Со нас е и Идеал Шипка. Благодарение на континуираните технолошки унапредувања и надградувања, годинава тие воведоа нова модернизирана линија за производство на јогурт. Во текот на конференцијата ќе можете да ги пробате нивните квалитетни јогурти и неколкуте вида сирење и кашкавал од кравјо и овчо млеко, како и млечните намази од топено и крем сирење. Благодариме. Има приказни што почнуваат и завршуваат, но Жито Лукс веќе 66 години секој ден одново почнува да ја создава својата приказна, со секој свежо испечен леб и со секој нов производ пласиран на пазар. Ке има и прекрасно вино. Официјално вино на конференцијата е виното Тиквеш, во чиј врвен вкус ќе уживаме во текот на ручекот и вечерта. Секој пат кога јадеме заедно и споделуваме оброк со најблиските и со луѓето што ги сакаме, споделуваме многу повеќе од храна. Ова е една од главните пораки на нашиот рефреш партнер, Кока-кола, која заедно со водата Роса ќе не освежува во текот на паузите. Ке имаме и можност да вкусиме и пробаме вкусни салати, прелиени со здравите ледено цедени масла, фила,
За време на ручекот можете да се уверите и во квалитетот на рибите од брендот Македонска пастрмка. Официјално возило на конференцијата е Ford, а автомобилот што можете да го погледнете на паркингот, истиот ви го обезбеди Mida Motors. А во неговите перформанси имаше можност лично да се увери и прочуениот Оливер Млакар. Голема благодарност до TCC Grand Plaza, каде што престојуваат нашите ценети гости од регионот. И како последни, но не и помалку важни, ги оставивме нашите пријатели од Цептер. Инаку Цептер International произведува и продава и дистрибуира ексклузивни, висококвалитетни производи за широка потрошувачка широк светот. Тие се нашиот кофи партнер. А штом се кофи партнер, значи дека и пријатно ќе се изненадите од вкусот и квалитетот на нивното кафе. Исто така Цептер обезбеди токму вие, драга публико, да имате можност да учествувате во мини наградната игра на Цептер и да освоиме нивни производи во износ од 400 евра. Не сте го слушнале најдоброто, само малку. Сите вие ќе треба да ги оставите вашите визит картички во садот што е до хостесите на влезот, а во текот на конференцијата ќе наградиме некого од вас. Но тоа не е се. Сите оние што ќе ги пополнат формуларите на Цептер, ќе учествуваат во мини лотарија, во која ќе се поделат производи од Цептер во износ од 1200 евра. Но, за да бидете, секогаш има но, знаете како е, за да бидете добитник, треба да учествувате во лотаријата и треба да бидете присутни на конференцијата во моментот кога ќе биде извлекувањето. Тоа не е крај на изненадувањата за вас. Виолета, еден од најпознатите брендови за производство на хигиенски производи, обезбеди свој производ во торбичките што ги добивте на почетокот на конференцијата, како и награда за еден наш посетител кој ќе има најмногу среќа да биде извлечен од стаклената купа. Да ги поздравиме и нашите медиумски партнери: Телевизија Сител, Телевизија Алфа, Канал 5 телевизија, Телевизија 24 Вести, Телеграф, Република, МК, Дневник, Вечер, Утрински, ТА Модерна, Хит Портал, SkyMK, Вест, Нова Македонија, Радио Фортуна, Спортското радио и естрадниот магазин Backstage. Земји гости на конференцијата се Италија, Велика Британија и Унгарија, кои по панелот број 6, насловен како Гастродипломатија, ќе ги представат специјалитетите од својата кујна. Со нас се и верните читателки на Испрати рецепт, торти, колачи и баби на кујна, нив срдечно ги поздравувам. Своите коментари и впечатоци ве покануваме да ги оставате на Твитер и на Фейсбук со хаштагот Foodtalk Македонија 2015. Бидејќи имаме многу да чуеме, видиме и пробаме и дегустираме во текот на денешниот ден, веднаш ги поканувам мојата колешка Ирена Спировска и панелистите на број 1 панелот да ги земат своите позиции. А додека тие се наместат, задоволство ми е да ве поздравам и голема чест ми е да ја најавам првата панел дискусија во рамки на Foodtalk 2015, а првата панел дискусија ќе се одржи на тема месо, ГМО, глутен, пестициди, холестерол, лактоза, хормони. Што да јадам? Прашање што сите ние често си го поставуваме. Што да јадеме е прашање што секој од нас си го поставува секојдневно. Во тој контекст храната која денес ја консумираме во голем дел е комплетно различна од таа што претходно десетици илјади години ја консумирале нашите предци. Дали токму во храната лежи одговорот на бројните хронични и фатални болести кои го демнат денес човештвото? Колку храната е отров, а колку лек? Дали всушност денес луѓето воопшто знаат што јадат и што да јадат? Ке се обидеме да добиеме одговор на овие прашања од нашите реномирани стручњаци од областа на производството и контрола на храна, како и стручни лица токму за препораки околу исхраната. Учесници во првата панел дискусија ќе бидат професор доктор Сонја Ивановска, професор по генетика на Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје, Ѓорги Хаджи Котаров, председател на Федерацијата на производители на органски производи на Македонија и собственик на фирмата Ninex,
Румен Стаменов, директор на Државниот инспекторат за земјоделство на Република Македонија. Цвета Динева, нутриционист и собственичка на Диет клуб Скопје. Драган Јованов, фитотерапевт и асистент на факултетот за екологија и храна. А очекуваме секој момент да ни се придружи доктор Јадранка Бибан, гинеколог, акушер, основач на 8К Лайфстайл магазинот, кој од оправдани причини малку досни, меѓутоа веруваме дека ќе најдете разбирање и дека за неколку минути ќе ја видиме во првиот панел. А сега дозволете ми малку подетално да ги представам стручните лица кои што учествуваат во оваа панел дискусија, а потоа се разбира и да го искористиме нивното присуство за да добиеме барем дел одговори на оние прашања што претходно ги поставивме, затоа што ова е многу чувствителна и широка тема и за ова сигурно може да се зборува на многу панел дискусии, а благодарение на Футок 2015 еве имаме можност сите да ги слушнеме коментарите, размислувањата и заклучоците на сите овие еминентни стручњаци кои што се занимаваат со храна. Најпред велам добар ден на нашата гостинка од Нови Сад, инаку фитнес инструкторка и уредник на блогот Fit and Food, Даниела Стаменковиќ. Веднаш до неа доктор Стефан Јаќовски од Скопје, специјалист нутриционист, лиценциран од страна на Интернационалната фитнес и бодибилдинг федерација. Дамата што добро ја знаете сите, вие посебно што сте од Македонија, нашата фолк пејачка, фолк звезда Елена Велевска. Елена, здрави за тебе. Веднаш до неа е дамата која што е собственичка на бистрото за жива храна, единствена кајна, се вика Здраво живо, а таа се вика Маја Платнар. Другата убава дама до неа е балкански првак во категорија бикини фитнес и собственик на центар за спортска опрема искрена Get Ready, Марија Нацел. Уште една дама што ќе го заслужи вашиот аплауз е специјалист по анти-ејджинг медицина и собственичка на ординацијата Доктор Гифинг, Центар за хроно искрана во Белград. Тоа е доктор Ана Гифинг. И последниот господин скроз моја десна е собственикот на ресторанот Фитнес Хаус во Скопје, што е единствен ресторанот ваков тип, господинот Филип Арсовски. Ете така. Ги представивме, кажавме која е причината, која е темата и одиме веднаш со Даниела Стаменковиќ, рековме нашата гостинка од Нови Сад. Значи, да, може да се намести Даниела. Ме представивме како фитнес инструктор во Нови Сад и уредник на блогот Fit and Food. Оно што сакам да прашаме, многу често го користиме зборот да се биде фит. Што значи да се биде фит? Pre svega, dobar dan svima želim. Dobro vam došli. Šta znači biti fit? Pa malo pre jedna gospođa koja je postavila prvo pitanje jako lepo objasnila šta znači biti fit. Nije fit samo izgledati fit, to jest imati, ne znam, proporcije 90, 60, 90 i, ne znam, imati savršene crte lica, savršeno delo, ne, to ne znači biti fit. Fit je pre svega jedan, da kažem, balans duha i tela, najbitniji u celoj priči, jer jedno bez drugog nekako i ne ide. Vi možete postići savršenstvo, dogurati do nekih savršenih proporcija vaše telo, ali ako niste sveobuhvatno zadovoljni, ukoliko se ne hranite zdravo, ukoliko ne vežbate zdravo, pre svega, teško da možete biti, ono što se kaže, fit, pre svega i zdravo. Создаваат уметност од храната, луѓето кои што создаваат вистински чуда во којните. Ние ги имаме најеминентните гастрошефови во Македонија во ова време и затоа еден по еден ви ги представувам. Марк Де главен гастрошеф во ресторанот Каньон Матка, еден аплауз за Марк Де Јонг. Никола Мишковски, гастрошеф во Микеј Хантинг клубот Камник. Дејан Христовски Дени, гастрошеф и собственик на ресторанот 4 сезони. А го препознавате и по истоимената популарна кулинарска емисија. Уште една звезда од ТВ екраните, Владко Огниновски, гастрошеф во ресторанот Порца и учесник во кампањата за промоција на здрава храна, Шпајзот на Македонија.
и Ордан Чоунев, гастрошеф во Тиквеш вински туризам. Веднаш да ви кажам, и да ги поканаме моите панелисти да бидат максимално опуштени, забавни, какви што ги познаваме сите. Очекуваме многу корисни совети, да биде многу пријатно, а пред се забавно. Но претходно да го поздравиме спонзорот на овој панел, да го видиме спотот на нашиот препознатлив бренд Жито Лукс. Молам, донесете ги подароците за панелистите. Сега не мора да станувате, останете само со мене за кратко, додека јас да им се обратам на нашите присутни и да ги поканам да пробаат храна од шведската маса која ја приготвија нашите домакини од ресторанот Каньон Мак. Надополнета со пастрмките на брендот Македонска пастрмка, а тука се и ордеверите од Идеал Шипка. Збор 2 за компанијата Македонска пастрмка, ве молам, таа е основана во март 2009 година. Во истата година е изграден и рибникот на реката Белешница во село Белица, општина Македонски Брод. Локацијата на рибникот е во област во Република Македонија кој е еколошки чист и се наоѓа во прекрасниот Поречки регион. Чистата вода на реката Белешница е посебна приказна, позната и надвор од границите на Македонија, како една од најчистите и еколошки најздравите реки што ја вбројува во најчистите реки во Европа. Македонска пастрмка има отворено и 2 пржилници и продажни места за свежа риба во Скопје, и тоа во населба Центар и населба Аерот. Ана Турунџиева и нејзините соговорници да ги зазедат местата. И сега вамо идеш, а? Да, ќе мораме се префронтам. Да. Сузе Турунџиева, Есма веќе ја зазема својата позиција. Каде ти е? Згодно таму, Есма. Не заврши, не се префронтам. Ќе ни откриеш како и колку готвиш. Оливер Млакар, звезда на оваа конференција, разбирливо сите сакаат да се фотографираат со него. А додека да се спремат нашите недисциплинирани селебрити, ве молам да го видиме видеоспотот на Подравка. Подравка е спонзор на панелот број 4 во кој ќе дискутираат нашите естрадни звезди. Ве молам видеоспотот на Подравка. Славни, овде започнувајќи од мојата десна страна, Елена Петреска-Толевска и од Цепанов, кралицата на ромската песма, Есма Реджепова Теодосиевска, Адријана Алачки, која на сите жени, славни и обични им докажа дека жената може и уме многу повеќе од она кое што ние мислиме дека може, бидејќи времето е секогаш она на кое се вадиме и се разбира најдобрата виолина на овие простори и пошироко Зоран Џорлев. Мене ми е чест што ја имам оваа улога да поразговарам со овие наши гости денеска, селебрити, а храната е секогаш нешто на кое ние се навраќаме и со храната секој ден поминат, особено храната спакувана, обликувана, аранжирана, декорирана на необичен начин и нешто што му дава шмеки на денот и на друштвото и на трпезата. И сега ако започнеме од десно па налево, ти си може би вака најтаза искусна домакинка од сите. И би сакала Елена прва да ја запрашам дали посветуваш многу внимание на декорирањето, на украсувањето на храната и колку бараш второ мислење, помош, совет и така натаму. Благодарам што ме поканите, намислам да оваа организација и ние што сум дел од оваа организација. Значи, јас се позвам скоро секој ден, можам да кажам, да се похвала. Врнува внимание на декорирање, навистина ми е многу ми е битно во какви тајнери ја сервирам храната, да се чашите за вино, чашите за вода. Например, не ми е мислам дека водата нема и пуста, например, ако не е пија во чашите.
мислам дека јас треба. И исто така и храната ја декорирам, баш кога сум позната енергиските се кои што ми кажуваат нели супер ја издекорира трпезата, но тоа е некако може би бидејќи сум уметник, таа ми е повеќе како дизајнерски дел. Богатење. Сакам од моје име да го поздравам нашиот колега Златко, затоа што кога дете ги гледав тие прекрасни емисии и се секаваме на убава многу прашање колико има води у меса. Тоа ќе ми остане цел живот како една фраза кога ќе се сетам на неговото име. Сакам јас многу да декорирам, бидејќи така помалку која јадам храната кога ми е декорирана, повеќе ја гледам и повеќе се одржувам на линија и мислам дека уметничката страна треба да се изрази во филм. Чест ми е што ете присутен во Македонија сега, овој момент, господин Кулак. И да му кажем дека Македонија е уизобилна со храна. И од повеќе, и од воќе, риба, пастърката почуена, јагнешкото, јавешкото наше, месата наши кои се многу и многу се вкусни. Македонија има мирис во храна. Тоа е многу важно, не изолирано. Доколку се сака и доколку добро го организираме денот. Честитки ти честитам за сето она кое што во кујната, благодарение на вкусот на традицијата им го наметна како традиција, како дневна доза на сите гледачи и на сите почитувачи на сето она кое што го работиш. Наоѓаш ли време и дома секојдневно да готвиш? Пред се, добар ден, почитувани дами и господа, драги гости, соработници на проектот Food Talk. Благодарам за присуството и благодарам за поканата. Јас како автор и водител на најгледаното кулинарско шоу во Македонија, Вкусот на традицијата, целта беше да се посвети внимание најповеќе за следните генерации и да се сочува нешто што е највозвишено, а тоа